Македонија лани била меѓу 12 најголеми извозници на зелка во светот. Извезени се повеќе од 66.000 тони, чија вредност е 29,6 милиони евра. На овој начин зелката е стратешка земјоделска извозна култура. Дали ова значи дека земјоделците ќе се приориентираат на нејзино производство? Апсолутно, доколку се одржи тај континуитет на производство, пласман на зелката и се прилагоде према пазарите, светските пазари кои барат нашата зелка како производ, има добра перспектива зелката, не само зелката, другите култури, меѓутоа за сето тоа треба добра организација, да биде од производство, пласман, да биде организирано. Во регионот, Македонија обедливо го држи првото место на најголем извозник и е меѓу 6 најголеми извозници во Европа. Дали со ова се потврдува дека македонските земјоделци се специјалисти за производство на оваа култура? Македонскиот земјоделец, посебно градинарите, имаат искуство долгогодишно и може да произведат и квалитет и квантитет. Проблем кај нас се јавува у неорганизираниот стихниот откуп и немаме континуитет во производство. И тука е најголемиот проблем. Луѓето се спремни да произведат и по количини и по квалитет, меѓутоа сведоци сме дека во изминатиот временски период немавме гаранција околу пласманов и околу цените. Споредено со претходната година, производството на зелка е зголемено за 2,6%, но вредноста паднала за 1,1%. Во регионот, најголем производител на зелка по Македонија е Албанија, со 22.000 тони и вредност од 13 милиони евра.